TikTok започна нова иницијатива за промовирање на менталното здравје кај тинејџерите, поттикнувајќи ги да медитираат и да ја ограничат употребата на апликацијата во ноќните часови. Оваа стратегија е дел од пошироките напори на компанијата да одговори на критиките за негативното влијание врз младите корисници. Во рамките на оваа иницијатива, TikTok воведува нови функции кои ги потсетуваат корисниците да направат пауза и да се фокусираат на активности како медитација. Исто така, апликацијата ќе испраќа потсетници за ограничување на употребата во доцните часови, со цел да се подобри квалитетот на сонот кај младите. Овие мерки доаѓаат по зголемените загрижености од страна на експерти и родители за влијанието на TikTok врз менталното здравје на тинејџерите. Платформата беше критикувана за поттикнување на зависност и нарушување на сонот кај младите корисници. Со новата стратегија, TikTok се надева дека ќе покаже одговорност кон своите корисници и ќе придонесе за подобрување на нивното ментално здравје. Компанијата истакнува дека ќе продолжи да работи на развој на алатки и ресурси кои ќе ги поддржат младите во одржување на здрави дигитални навики. Бил Гейтс предвидува дека само 3 професии ќе останат незаменливи во свет каде вештачката интелигенција станува се поприсутна. Според него, биолозите, енергетските експерти и програмерите ќе продолжат да бидат клучни, бидејќи нивната работа бара креативност и интуиција кои се уште не може да ги реплицира. Биолозите играат централна улога во научните откритија и развојот на човештвото. Иако вештачката интелигенција може да анализира податоци, таа не може да го замени човечкиот капацитет за хипотетичко размислување и иновативност, што се клучни за напредокот во биологијата. Во енергетскиот сектор, експертите се неопходни за справување со комплексноста на глобалните енергетски потреби и стратегии. Иако вештачката интелигенција може да обработува огромни количини на податоци, таа не може да ја замени човечката способност за стратешко планирање и адаптација во непредвидливи ситуации. Програмерите, иронично, се меѓу најбезбедните професии бидејќи тие се оние кои ја создаваат и одржуваат самата вештачка интелигенција. Иако вештачката интелигенција може да генерира код, таа се уште не може да се справи со сложените задачи на програмирање кои бараат креативност и критичко размислување.